Овогодинешниот Божик не го славам во контекст на радост. И не знам како ти го искусуваш светот и човештвото денес, не знам каков е твојот впечаток за животот во Скопје, во Македонија, на Балканот. Мојот впечаток, мојот контекст во кој што јас му пристапам на Божик оваа година е всушност контекст на отсуство на радост. Гледам конфликти, гледам реки на бегалци, гледам повторно будење на некои националистички духови во Европа, низ светот, гледам големи количини на меѓурелигиозна омраза, гледам упорно акумулирање на богатство кај многу мал процент на луѓе, додека огромен процент на луѓе можеби преживуваат. Овој контекст искрено мене не ми дава заправо не ми дава такво чувство дека јас сега треба да се, не знам, опуштам или дека треба не знам што да направам. Напротив, овогодинешниот Божик за мене се слаби во еден контекст на промашување на човештвото. Човештвото промашува и потфрла на сите нивоа. Потфрла на политичко ниво, потфрла на економско ниво, потфрла на социјално ниво, значи потфрла на сите клучни сегменти кои што би требало да бидат придвижувачи на некаков развој и прогрес во светот. Доаѓаме до еден момент на промашување на ниво на држави, промашување на ниво на градови, на ниво на семејства и на крајот ништо ние самите промашуваме и трпиме последици од таквото промашување. Оно што денес е популарно е кога ќе се утврди можеби нешто вакво за кое што јас зборувам, веднаш да се формираат некакви комитети, некои панели, некои комисии и за тоа да се дискутира. И се повеќе гледам дека таквите тела, иако имаат желба да веројатно помогнат, повеќе се тела на констатација, тие само ќе констатираат одредена состојба, многу малку и многу ретко ќе дојдат до некакви клучни согледувања кои што ќе бидат од една поширока полза. И она што кај мене буди надеж во овој контекст на Божик е всушност еден стих, прва глава во Евангелието според Матеј, таа ќе роди син и ќе му ставиш име Исус, зашто тој ќе го спаси народот свој од неговите гревови. И сега овој стих кој што сега го прочитав може да звучи реално многу старомодно, но оно што сакам да го кажам е едно суштинско библиско значење на зборот грев. Дека гревот всушност значи промашување. И ова што до сега го зборував се всушност форми на грев или форми на промашување кои што човештвото всушност ги има денес. Оно што Библијата нас ни го зборува, оно што таа ни го зборува е всушност следниот факт. Дека многу често оно што ние го сметаме за главен проблем не е корен на проблемот, туку само некакви плодови на истиот проблем. Односно, дека проблемот не е алчноста на големите компании да експлоатираат и да поробат реално економски некои народи, дека главниот проблем не е нетрпеливоста и омразата, дека главниот проблем не е дури незавидливоста, не знам, љубомората, главниот проблем не е невистината, лагата искажена во која да е форма. Библијата зборува за нешто што е многу поважно, нешто што овие комитети и платформи и панели не го третираат. Збори од каде всушност произлегуваат ваквите нешта. Произлегуваат од тоа што сме ние отуѓени од Бог. И моментот на нашето отуѓување од Бога, опишан во првите неколку глави на Библијата, е всушност главниот проблем од кој што овие други нешта само произлегуваат. И ова е за мене клучната основа. И ова е нешто што мене ми влева надеж, ова е изворот на мојата радост. Фактот дека Бог дојде и дека не заборави и дека сака да не избави од сите тие промашувања на секој план, на личен план, на семеен план, на глобален план. И да ни даде нов момент во нашите животи. Момент, најголем момент. Тоа е заедништво и живот со Него. Уште тука, на оваа земја.
И затоа сакам да прочитам една молитва која што токму за ова зборува. Зборува за еден контекст кој што Бог го посакува за сите нас. И јас се надевам дека во овие празнични денови ќе одвоиш време да прочиташ зборува повеќе за Бог, да му се помолиш, да го бараш. И така, браќа и сестри, радувајте се, усовршувајте се, утешувајте се, бидете едномислени, живејте во мир. И Бог на љубовта и на мирот ќе биде со сите вас. Нека Бог ни помогне на сите нас да му дозволиме да ги зацели раните и да ни даде смисол, длабок смисол на нашето постоење во ова лудо и промашено време во кое што ние живееме. Ова е повикот Божи, ова е причината заради која што ние во овие денови велиме или ќе велиме Христос се роди, навистина се роди.